39 години казна затвор за големата сообраќајна несреќа кај Ласкарци во која животот го загубија 16 луѓе, а 30 се здобија со тешки и трајни повреди. Возачот кој ја држал линијата Скопје-Гостивар, Мануил Трифуновски, доби највисока казна бидејќи иако знаел дека автобусот е неисправен, качил 55 патници на кобниот ден 13 февруари 2019. Ја прекорачил и брзината, па наместо со 80 возел со 99 на час, кога ја изгубил контролата врз возилото и ги довел во опасност животите на патниците. Собственикот на Дурмотурс Дурмиш Белули доби 4 години затворска казна, бидејќи иако знаел дека не смее, раководењето со возниот парк го препуштил на Ремзи Мифтари, кој немал соодветно образование и сертификати за работа, за што доби 6 години затвор. Продолжил да се лизга со левата страна од автобусот преку коловозот и преминал на земјаната и тревната површина од нива, каде се превртел на покривот и застанал, поради што настапила смрт на 16 лица. Игор Ѓоргиевски, Горан Дуковски и Јане Боварски се осудени на по 5 години затворска казна, бидејќи дале зелено светло автобусот да вози патници, наместо да го известат МВР дека е неисправен и кочниците не се целосно исправни. Обвинетиот Игор Ѓоргиевски и Горан Дуковски овозможиле на превозникот Дурмотурс да користи технички неисправен автобус, кој неисправности обвинетиот Дурмиш Белули и Ремзи Мифтари не ги поправиле и отстраниле и дозволиле во сообраќајот на јавните патишта да учествува и понатаму технички неисправен автобус. За семејствата на жртвите казните се недоволни, бидејќи 13 февруари останува црн ден за Гостивар. Како би биле задоволни? Ја очекуваме дека ќе добијат обвинетите максимални казни. Прво обвинетиот доби 4 години. Како да бе задоволни кога 16 луѓе ги изгубија животите? И го слушнавте пресудата на судечкиот совет, по кој членови ги товарат код кривичниот законник, 38 тешко повредени и мислам дека овие се најминимални казни што требаше да добијат максимални казни. Сите што беа инволвирани во оваа сообраќајка. Нашите очекувања беа дека казните нема да се движат поблиску кон законскиот минимум на казнување за ова кривично дело, кој што може да се движи во распон од 4 до 20 години. Во тој поглед секако дека ќе се приспита казната и битна алка во одговорноста е секако одговорното лице управител. За сите обвинети судот изрече забрана за вршење на дејноста во период од 5 години.